Утре ќе се прави уште една ексхумација на повозрасна жена за која обвинителството има сомненија дека и таа е жртва на сирискиот убиец од Кумановско. Обдукцијата на втората жена, 35-годишната Марија, покажала дека и таа била убиена од осомничениот убиец, иако претходно била закопана како почината од ненасилна смрт. За сега истрагата за него се води за 2 убиства, но доколку се потврди дека и жената утре која ќе биде ексхумирана е убиена од 25-годишниот овчар од Кумановско, ќе се бараат уште откопувања. Мотивот зошто ги убивал жените се уште не го знаат обвинителите. Тој се наоѓа сега во Кумановскиот затвор, а деновиве тим психијатри ќе треба да разговара со него, пошто би ги имале првичните сознанија. Јавното обвинителство и понатака продолжува да превзема мерки и активности, да издава наредби, да прибавува докази, со кои се испитуваат сите околности поврзани со предметот. Исто така, може да известиме јавноста дека во текот на наредните денови е планирано уште една ексхумација. Но обвинителството истражува и дали осомничениот убиец работел сам или имал помош. Се истражува и неговото семејство, полицијата и лекарите кои постапувале или не постапувале по пријавите кои ги добивале за него. Но за него, освен за тешки кражби, не пристигнала пријава за друго кривично дело. Се до пријавата на преживеаната старица од Куманово, која пријавила дека влегол во нејзината викендичка и ја нападнал, но останала жива. Од тука обвинителството почнало да ги поврзува и случаите на починати и нападнати жени изминатава година, но велат дека може да се вратат уште наназад доколку постојат сомненија и за друга насилна смрт. Наредивме до СВР Куманово да ги извади сите пријави на лица кои починале во тој временски период назад 1 година, а доколку има нешто сомнително, не известуваат нас и ние правиме анализи дали може да се поврза со убиствата. Нема ограничување на починати жени или мажи. Првично истражувањата се прават за изминатата година, но секое ново сознание го проширува временскиот период, велат од Кумановското обвинителство. Во претресите кои ги вршеле во неговиот дом пронашле украдени работи од кражбите кои ги вршел, но не и од убиствата. Обдукциите на двете жени пак покажале дека не биле силувани. За кривичното дело убиство се определува и доживотен затвор. Ако кај убиецот се утврди дека тој е во состојба на непресметливост, може да биде затворен и во здравствена установа. Обвинителите апелираат до жителите на Кумановскиот регион и селото околу Старо Негоричане да не бидат во паника, бидејќи осомничениот убиец е зад решетки и не може да направи штета. Тамара Дичевска, Сител телевизија.